Ново издание на Интеграл. Ве поздравувам, ви посакувам добро вечер и добре дојде да се разбира во наредните 30 минути на теми кои што го обработуваат интеркултурниот диалог или сите предизвици кои што директно или индиректно се содруваат со оваа тема. Модели за културен диалог или модели за културни односи меѓу заедниците, конкретно е во нашата земја. Сметам дека особено во последно време, иако во континуитет, ако се навратиме на оваа тематика и тоа како треба да се работи, меѓутоа од разни политички, економски и други причини очигледно се остава на маргините. Мојот гостин е Александар Кржаловски, прв извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Според мене едно од оние најрелевантни или организации со долгеден и кредибилитет во повеќе области во граѓанскиот сектор, меѓутоа бидејќи зборуваме за интеркултурниот диалог, оние кои што работат со диалог и различности. Добро вечер за вас, добре дојдовте во Интеграл. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Така. Во едно од вашите програми за почитување на културна различност се вели во македонското мултикултурно општество прифаќањето на различноста и разбирањето на потребата од диалог, заедничко живење и јакнење на меѓузависноста од примарно значење за мирен и хармоничен развој. Многу убаво звучи, кохезивно, Македонија напред, извезуваме интеркултура, добри меѓунационални, интеррелигијски односи и така натаму. Меѓутоа, колку навистина е реална таа заложба за прифаќање на различностите? Да ја разграничиме теоријата и тоа што би сакале да имаме во земјава и каква ситуација имаме. Така, тоа е всушност дел или извлечено од визијата на МЦМС за мир, просперитет и хармонија во Македонија, на Балканот и глобално, така ни е изјавата за визијата и ова влече на таа страна на интеркултурниот диалог и толеранција внимателно формулирана подолго време за точно да се детектира на што се треба да се внимава при разговарање или дизајнирање програми и проекти од оваа област. Ние веруваме дека е тоа можно, фактички тој се покажи и доживеавме со конфликтот во 2001 во Македонија, колку малку треба или невнимание или непочитување на другиот да тоа ескалира и да се загуби се од оно зашто секој се залага, верувам, не само МЦМС за мир и хармонија, секој сака таков мирен и хармоничен живот и просперитетен, а еден од предусловите и по некоја теорија што споменавте како хексагоналата на мирот, точно едната точка е толеранцијата и меѓузависноста на луѓето. Да, спомнате, секој сака хармонија и кохезија во општеството. Ако секој сака го направиме тоа како еден суперлатив или ги офатиме сите, тогаш кои се тие негативни фактори кои го расипуваат контекстот на интеркултурниот диалог? Па добро, нели, тоа си вечни борби. Јас сум релативиста по исто поверување по Ејнштајновата дека се е релативно и се секојаш баланси на разни работи. Меѓу другото и еве да речеме борбите за независност на државите, значи да се биде свој, да се има свое нешто, да се чувствуваш свој на своето како држава или како нација или како етнитет или како било каков идентитет. Јас, например, се гордам што сум галичанец и тоа е дел од мојот идентитет и така секој си го гради својот и тогаш кога има преклопување на територии, на идентитети, настануваат конфликти каде што некој сака да покаже дали доминација, дали да супериорност во одредена територија или положба и тогаш се јавуваат тие искричења и мора да се води сметка како што ти од гари влегувате во конфликт често пати или Маврово. Ова веќе дојдовме до момент на локални интеркултурни моменти. Во ред позитивен е стартот, би рекол, на овој разговор, меѓутоа, за жал, не е позитивен почетокот на деновите кои што ги имавме зад нас и последниве кои што се актуелни, кај што гледаме од највисоките и политички, дури и верски институции добиваме негативни пораки кои што претпоставувам секој граѓанин би посакал или очекува да добие момент на инклузија, на смирување на страстите или пак на преточување на сето тоа во еден диалог. Напротив, добивме реакција од двете најголеми верски заедници, од првите луѓе идеи на раздор. И ако веќе тука зборам за заедничко живење, диалог, а тоа го добиваме од највисоките кругови или инстанции во нашата земја, мене лично апсолутно доаѓам во една парадоксална ситуација. Па дел од проблемот е тука, значи кога
кои се, како да речам, нивните конституенти или поддржувачи, посебно за политичките партии, за верските заедници, тоа е прилично јасно и да се очекува пораки на мирот самите верски заедници. Но нашето искуство кажа во 2001 дека беше многу потешко да се стигне до порака за мир со верските заедници, отколку со невладиниот сектор. Например, за една недела ние излеговме со заедничка изјава за мир во март 2001. Со верските заедници баш ние го фацилитиравме тој процес и требаше 4 месеци да поминат за да се усогласи пораката и посебно каде ќе се објави пораката. Самата порака не беше спорна. Јас често ствари за вакви прашања ги земам искуството од Северна Ирска, бидејќи доста често соработувавме со организација таму и носевме од делегации од тука, вклучително и верски. И таму една работа што сум ја дебатирал и со членови на нашиот парламент ми остави впечаток во посета на манастир католички, пошто бевме по мултикултурна и мултирелигијска делегација, поканија протестантски свештеник за да имаме дебата за нивното искуство и какви се нашите. Првиот шок за нашата делегација беше дека жена беше таа што дојде свештеничката од протестантите, но тоа што го кажа беше симптоматично дека вели ден денес, после нивниот мировен договор од Белфаст, великденскиот, кој е всушност основа за нашиот Охридски, потполно е основан на тие идеи и одредби. Вели, значи 10 години после тој конфликт, вика 60% од протестантите во Северна Ирска воопшто не ги сметаат католиците за христијани. Значи не дека се исти како нив туку, воопшто дека не се христијани. Нашиот католички представник жестоко реагираше тоа како може ние 2000 години сме, они со 150-200, тие да не сметаат нас, ама тоа е во народот перцепцијата. И сега политичарите особено, кога се повикуваат на избори, нели, тие треба да ги гласаат. И тој без оглед дали има разбирање за другиот, дали би направил нешто врска со тоа, сепак него треба да го гласа таа маса од 60%. И тој која јавно истапува, треба да се идентификува или гласачите да се идентификуваат со него и тоа ги прави дел од проблемите. Да, многу специфична ситуација дефинитивно во Северна Ирска и не би сакала апсолутно паралела да ако дојдеме до тој момент на уредување на тие интеркултурни или интеррелигијски моменти како во Северна Ирска, тоа е веќе една далеко по-заплеткана и потешка ситуација. Македонија модел за диалог на културите, тоа е наслов на вашата централна програма која се занимава со диалогот и различностите, ако не се лажам. Меѓутоа, јас сум секогаш за тоа реално да ги погледнеме работите и ако може во овие 30 на минути заклучок конкретен да донесеме, колку навистина сме ние добар пример за извоз на некој меѓукултурен или интеркултурен диалог. Дали може би правиме една лажна слика, затоа што во реалноста судирите секојдневните ни покажуваат нешто сосема друго? Па, вие може би не сака да споредби со Северна Ирска, но јас многу ги сакам, токму од таа причина и токму заради тоа, така се вика програмата, бидејќи после посетата баш со верските заедници и некои били новинари и од локална самоуправа и полицајци и суди, значи од разни аспекти сме ги согледали, споредувале состојбите. Токму представниците на верските заедници заклучија дека не имаме толеранција за извоз, особено во Северна Ирска, која се базира многу и на претходното искуство и соработката на самите верски заедници, може би заради заедничкиот непријател, условно речено, или државата во времето на социјализмот, дека морале да се здружуваат за да преживеат или да ги остварат своите права. И од тоа време има многу добра соработка на институционално ниво на верските заедници, а секако тоа се базира на мултикултурализмот на Македонија во сите векови наназад. Значи, на соработката на луѓето, без разлика на вера или на етничка припадност. Значи, многу луѓе различни јазици зборувале, дедо ми зборували српски и разбирал албански и сето тоа го имало. Да, тоа е факт, апсолутно, нели кој што говорат историските факти, меѓутоа реалноста. Денес имаме конфликт на етнички идентитети внатре во самите граници, имаме паралелни животи, имаме заедници, културни заедници или пак етнички заедници кои што живеат едни до други. И секој се труди
да направи само нешто за својата заедница. Многу е мала таа интеракција во еден граѓански концепт. Се согласувам дека е влошена ситуацијата од времето пред транзицијата или од независноста на Македонија, дека е помал прагот на толеранција или дека повеќе се мразиме, да речеме, така со меѓу етничките заедници или верските, или помала степен на толеранција имаме, отколку што тоа беше пракса во бивша Југославија, нели, братство единство беше многу познат слоган и мислам дека прилично го живеевме тој слоган во тоа време, но ете да, меѓутоа беа потиснати идентитетите. И се тоа си го донесе своето, меѓутоа пак јас не би бил толку строг кон самите нас, особено по овие искуства што сме ги